Помалите коалициони партнери го напуштаат бродот што тоне. Се поизвестното губање на власта на СРСМ на идните избори е причина плюс тие да го раскинат политичкиот брак со Ковачевски, сметаат дел од експертите. Покрај незадоволството од неисполнетите ветувања кон нив, помалите партии веќе се обидуваат да се оддалечат од сегашната власт, наведувајќи разни оправдувања. Но во суштина, причината е јасна. Никој не сака да биде во друштво на губитници, вела дел од експертите. Аналитичарот Божиновски за Алфа истакнува дека во изминативе 30 години од македонскиот плурализам, таквото однесување на помалите партии е непроменето. Дел од помалите партии при известна промена на власта секогаш се обидуваат да се позиционираат со цел да бидат дел од новата власт, без разлика дали станува збор за овие партии кои што ги споменавте, не знам, Демократски сојуз, Дом или Достоинство, или станува збор за оние партии на помалите етнички заедници, дел од партиите се разбира, секако дека при известна промена на власт тие се позиционираат со цел да се обидат, да направат одредени линкови со партијата која што ќе биде известен победник на следните избори. Божиновски смета дека власта за година дена ќе биде во рацете на партијата на Мицкоски, а владата по освојувањето на ВМРО ДПМН на огромен број на општини единствено се занимава како да го истера мандатот до крај, па затоа е имало толку рокади и реконструкции на Илинденска. Тоа е јасно, уште стана јасно, се разбира, по локалните избори кои што се одржаа од 2021 година. И затоа и сега, она што го правеше власта во изминатите година и пол дена, исклучиво, значи, како главен, би рекол, единствен приоритет, е да се обезбеди некакво мнозинство со цел да се истера целиот мандат, бидејќи во случај на избори и на нив им беше јасно и се уште ми е јасно дека ќе изгубат власта. Инаку најпрво партијата на Трајанов, Демократски сојуз, излезе од коалицијата, бидејќи не се согласуваа со вметнувањето на бугарите во уставот. По нив и партијата на Морачанин, Дом, рекоа дека доколку до почетокот на летото не се реализира ветувањето за една изборна единица, тие ќе се разделат од СРСМ. И Достоинство се закани дека ќе се разида со Ковачевски, оти не е изгласан законот за бранители. И покрај сите овие удари, премиерот смета сепак дека владата била стабилна.